Минатиот викенд во Република Турција во рамките на Европското карате надпреварување за региони беше одржано и судиско полагање за европски судии по карате, каде што со лиценца без за главен судија за борби се здоби и единствениот кичевчанец господинот Дејан Милошевски. Господин Милошевски, добре дојдовте во утринската програма на Мега телевизија и еве честитки за добиената лиценца. Ви благодарам за поканата и фала за честитките. Како што споменав, пред околу 2 недели бевте во Република Турција, каде што ви беше доделена лиценцата Б за европски судија во карате. Може ли еве да им обзнаниме на нашите гледачи што точно значи оваа лиценца и што со таа лиценца вие може да работите како судија? Како што кажавте, прошлиот викенд во градчето Кочаели во Измит, Турција, се одржа 14-то европско првенство за региони, каде што во склоп на тоа првенство имаше и полагање за карате судија со европска лиценца. Со самата лиценца, јас сега како лиценца која што значи главен судија за кумите, можам да ги судам сите тековни интернационални такмичења во Европа. Со тоа сум првиот кичевчанец кој се добил со ваква титула од ваков интернационален карактер. Така, вие сте значи единствениот кичевчанец со ваква титула, а колку има на републичко ниво, значи дали бевте во моментов само вие представник од Македонија или можеби имаш и од другите градови? Делегацијата што ја представуваше Карате Федерација на Република Македонија во Турција бевме вкупно 5 судии, а инаку во Република Македонија сме 11 судии со европски титули за судење. За еден млад човек сигурно е, можам да речам, чест да се добие лиценца за европски судија на млади години, што се вика, пред вас е сигурно уште понатамошна судиска кариера. Може ли еве да ни кажете што точно требаше претходно да имате како услов исполнето за да може да стигнете до освојување на оваа лиценца? Колку време ви беше потребно да се докажете во оваа фела и дали можеби претходно требаше да поминете одредени категории на судии за кои што ви се гарантира, да речеме, ова што сега го добивте? Честа да се биде европски судија е сигурно многу голема за мене и голема одговорност да се представува кичево на интернационални и европски првенства. Таа чест ја добив со мојата посветеност и со мојата работа. За прв пат во 2013 година полагав за европски судија во Херцег Нови и воедно сум првиот кичевчанец кој што се добил со ваква титула. За да се положи европска лиценца за судење во карате, треба претходно да бидете докажан судија во вашата држава и на предлог на Карате Федерација на Република Македонија бев предложен да полагам во двете дисциплини карате судија за кати и за борби. Инаку во 2013 ми е една од најуспешните години во мојата спортска кариера, затоа што во февруар месец во 2013 станав шампион во сениорска конкуренција во кати. За 2 месеци потоа полагав за лиценца за балкански судија и на моје изненадување после 2 месеци некаде во јуни се одржа европското првенство во Херцег Нови, каде што се добив со титулата европски судија за кати и борби и можам да кажам дека сум еден од првите македонци кои успеале во една година да ги направат и резултати. Споменавме дека е ова лиценца Б. Дали е тоа крајниот исход кој што може да го достигне еден судија или може би има и чекор погоре? Со самото полагање на европската лиценца за судија за карате, тоа е само почеток, односно само еден црн појас кој треба потоа пак да се надоградува и да се усовршува. Овие лиценци се поделени, постојат европски судии за кати и за кумите. За кате се 2 лиценци, судија Б и судија А за борби се 4 лиценци, помошен судија Б, помошен судија А, главен судија Б и главен судија А. Мене ми останува уште една лиценца да ја земам главен судија за борби А и подосна се надевам дека ќе добијам шанса и да полагам и за светски судија во карате. Кажете ми, во досегашната ваша судиска кариера, каде се имате судено, во кои земји и дали можеби истовремено сте ангажирани и тука во Македонија? Во досегашната моја спортска кариера сум патувал доста, што се однесува до судењето, еве сега за ова такмичење за Турција,
Многу се подготвував. Само прошлиот месец имам патувано преку 6000 километри. Судев на државни првенства во Република Македонија, бев на интернационално такмичење во Софија, потоа следниот викенд заминав на светскиот куп што се одржа во Лашко, Словенија, последниот викенд заминав за Австрија на премиер лига во Салцбург да судам и последната моја проверка за судењето ми беше државното првенство во Швајцарија, каде што во Фрибург се одржа и завршив со Европското првенство за региони во Турција, каде што се добив со оваа последна моја најнова титула. Овој спорт, каратето, сигурно дека е доста популарен и помеѓу помладата генерација. Може ли еве нашите гледачи да дознаат кога Дејан се влюби, така речено, во каратето? Кога осетивте дека ете тој спорт ќе биде секојдневен ваш предизвик, нешто од што понатаму и ќе просперирате во вашиот живот? Кога започнавте да се занимавате со каратето? Нели првенствено сигурно сте вежбале, сте го учеле тој спорт, па потоа еве преминавте и од онаа страна од каде што се оценува спортот. Кога започна вашата спортска кариера? Јас карате започнав да тренирам уште во 1995 година и се до ден денес уопште не сум прекинал со тренирање, а мојата судиска кариера започна уште во 2010 година. Таа е домашна судиска кариера, а веќе во 2013 започна мојата интернационална кариера. Сето тоа благодарение на мојот претседател на Карате Федерација, господин Драган Стојановски, за неговата поддршка и за неговата доверба што ми ја дава со секое мое присуство на овие интернационални такмичења, а секако и голема е поддршката на мојот ментор за судење, господин Примош Дебенак, за неговите семинари во Република Македонија, без кои не би можеле ние да бидеме толку добри како што сме денес. Кои се твоите идни планови? Секако, како што и самите рековте, нема да застанете тука во поглед на вашата спортска кариера. Што е следно на што ќе ги насочите вашите сили? Па како прв европски судија од мојот роден град Кичево, сега цел ми е да постанам и светски судија, со тоа што се надевам дека за брзо дека Кичево ќе го доби првиот светски судија, веќе во 2020 година. Каратето е номинирано да стане олимписки спорт, па се надевам дека и првиот олимписки судија ќе потекнува од градот Кичево. Ќе ни биде драго да, освен што ќе представуваш нашата земја, истовремено ќе го представуваш и родниот град Кичево. И за самиот крај, Дејан, може би ете надвор од целиот овој разговор од оваа тема, со што друго го исполнуваш твоето време? Дали си преокупиран единствено со овој спорт, со каратето, или може би истовремено си посветен и на некоја друга работа? Мојот ден е многу динамичен и многу исполнет, освен што тренирам карате. Јас сум исто така и едукатор во Inbox тренинг центар, држам обуки за стрес менеджмент и бизнис комуникација и сум моментално раководител на првиот кеш центар во Република Македонија, Трезор Груп во Скопје. Дејан, ти благодарам што одвои време денес да бидеш заедно со нас, ти посакувам многу успех и се надевам дека следниот наш разговор ќе биде во својство на светски и, како што рече и ти, олимписки судија. Ви благодарам за поканата. Се надевам дека ќе се видиме за брзо. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господинот Дејан Милошевски, европски судија за карате од Б категорија. Ги посочивме сите негови активности, неговиот живот, неговиот спортски живот, посветен на каратето, посветен на судењето на овој спорт и се разбира неговите идни планови кои што ете и ние му посакуваме да се исполнат и набрзо да го афирмираме од тука, од нашиот роден град Кичево и од нашата родна Република Македонија, да го афирмираме како светски и олимписки судија.